Платите во образованието за овој месец ќе се зголемат за 5%, а во 2025 практично во март за дополнителни 7%. Премиерот Мицкоски состав дека покрај ваквото зголемување платите ќе растат и во 2026 и 2027 година од 7,5 до 10%, а веќе во март 2028 од 10 до 12%. Додава дека со ваквата ситуација ќе се дојде до пристојно ниво на платите за професорите и наставниците. Овој месец треба да се платата во основното и во средното образование да биде повисока за 5%. Мислам сега, во ноември за октомври практично таа што е исплатена. Во април 25-та, практично од мартовската плата, ќе бидат за дополнителни 7%. Април 26-та 7,5 до 10% во зависност од кондицијата на буџетот. Април за март практично 2027 повторно 7,5 до 10% и веќе април 28 за март 28 од 10 до 12,5%, така што минимум во овој диапазон временски платата ќе биде просечна во образованието зголемена за 46%, а максимум до 60%, што мислиме дека навистина ќе дојдеме до едно пристојно ниво. Дали е доволно, не е доволно, но тоа е во рамките на нашите можности, бидејќи во моментот ако е просечната плата во државата повеќе 41.000 денари, во образованието таа е 9.000 денари помалку, околу 32.000 денари. Покрај зголемувањето на платите, во денешната изјава Мицкоски посочи дека нема да очекува зголемување на цената за електричната енергија. Инаку јас нема да бидам измамник како што беше изминатава влада, па да кажува дека владата ги субвенционира сметките за граѓаните, тоа не го прави. Ние сме влада која што има пред уставот задолжение да се грижи за социјалниот мир. И ние не сме феудална влада. Ние сме влада која што треба да се грижи за стандардот на граѓаните и затоа нема да ги лажам граѓаните и да кажувам дека и покрај тоа што на берзите цената на електричната енергија е 100, 200, 300 евра за мегават сат, а тука граѓаните ја плаќаат помалку од 60 евра, дека ние ја субвенционираме. Не. Ние заедно со граѓаните работиме затоа што ние се грижиме за социјалниот карактер на државата. И од тие причини не очекувам дека ќе има зголемување на цената на електричната енергија. На крајот од денот, знаете, сепак регулаторната комисија за енергетика е таа која што го носи последниот збор, а тоа е независно тело. Инаку со ваквата промена од една страна ќе се подобрат условите на наставниците и професорите, но од друга страна ќе се подобрат и условите за живот на граѓаните, имајќи во предвид дека нема да се зголеми цената на електричната енергија.